Почитувани, добар ден, гледате Црвена линија. Факт е дека Македонија е земја богата со културно наследство, автентични обичаи и традиции. Еден од најдобрите примери е токму галичката свадба, манифестација што повеќе од 6 децении привлекува илјадници домашни, но и странски посетители, промовирајќи ја македонската култура, музика, народни носи и секако обичаи. Она што денес ве прашуваме во Црвена линија, дали ваквите настани ги користиме доволно за развој на туризмот на руралните средини. Секако и дали знаеме да ги искористиме традиционалните манифестации токму за развој на туризмот. Кога сме веќе кај прашањата на Црвена линија, да ве потсетам на самиот почеток, секако да бидете меѓу оние кои што не следат на Инстаграм, причината е да бидете активни учесници во анкетите кои што секојдневно ги објавува Црвена линија токму на Инстаграм стори. Значи, прво ќе не побарате на Инстаграм, ќе го заследите нашиот профил и профилот на Телма телевизија, потоа веднаш ќе кликнете на Инстаграм стори. Денес Црвена линија во текот на овој ден ве прашува дали некогаш сте биле на галичка свадба. Како што гледате, две полиња и две можности за одговор. Да, не. Се учествувам во анкетата така што се клика на полето кое што го содржи вашиот одговор, а не се пишуваат одговорите во ДМ, инбокс и така натаму, бидејќи во тој случај подсетувам не влегуваат во пресметката на резултатите. Значи кликајте на полето кое што го содржи вашиот одговор, а секако пресметани во проценти резултатите од оваа денешна анкета Црвена линија ќе ги објави некаде конкретно ова издание, а секако ќе останат и ќе бидат во наредните 24 часа објавени и на Инстаграм стори. Секако да не заборавиме дека Црвена линија креирате токму вие и би сакале еве секако да ве слушнеме не само како некој кој што ќе даде одговор на нашите прашања, но секако сте добре дојдени и вашите искуства доколку еве сте биле посетител на галичката свадба која што треба секако да се случи викендов. Дали сметате дека токму ваквите традиции и обичаи можат да бидат и како двигател, поидовна точка за еден неверојатно добар развој на туризмот, бидејќи факт е дека токму галичката свадба и овој викенд и самиот галичник ќе биде местото кон кое што секако ќе тргнат како и домашните, така и странските туристи. Но Македонија не е само едно место, Македонија не е само еден обичај, само една традиција. Дали стимулирањето на ваквите настани и нели инвестирањето во истите може да потекне токму развој на туризмот, особено во руралните средини. 023070005, тоа е она што ви треба за да учествувате во Црвена линија, да го завртите нашиот број и секако да не заборавите да го намалувате тонот на ТВ приемникот од кога ќе ве превземат од режија. Причината е за да можете веднаш нели да почнете со вашето излагање, да немаме никакви технички пречки, бидејќи неретко се случува ако не е намален тонот, да немате увид дека сте веќе во програма, а гледачите чекаат да ги слушнат вашите одговори и неретко и се исклучувате. Затоа ве замолувам на почетокот да се почитува тоа правило. Јас ќе го речам првото добар ден и верувам ќе имаме среќа да започнеме добро. Се уште сме во исчекување да видиме кој ќе биде првиот со кој што ќе ја започнеме оваа традиција. Инаку потек за оваа тема е секако случувањето кое што навистина не само што ќе го одбележи овој викенд, туку секако и епицентарот на случувањето, особено во оваа летна сезона, каде што нашата земја изобилува со домашни, но секако и странски туристи. Галичката свадба е секако настан на кој што ќе бидат представени секако и традицијата и обичајот по кој што е препознатлив овој крај, веќе со векови, но еве ќе потсетиме дека пред присутните секако ќе се обратат и генералниот ќе се обратат нели оние кои што се надлежни и најважно од се што привлекува кај галичката свадба е секако обичајот, начинот на кој што младоженците во Галичник се одлучуваат токму на оној традиционален начин да го кажат своето да.
А секако нашата земја изобилува со различни традиции и обичаи. По тоа сме и препознатливи, а секако ќе потенцирам дека не само Галичник и воопшто тој крај е препознатлив и по неверојатни убавини, но тоа не е единственото место. Се разбира, Македонија е пребогата со прекрасни рурални места, пейзажи и ќе потсетам традиција и обичаи. Добар ден. Здраво. Здраво, добар ден. Па види... Дали сте биле еве некогаш на галичка свадба? Сте присуствувале? Не сум бил, не. Па, таму сум бил на местото неколку пати, ама на свадба не се згодило да бидам. Иначе, некако таа традиција многу беше поизразена у време на Јосип Броз Тито, него сега што е изразена. Тоаш, мислам дека пола планета доаѓаше таму да присуствува на тој феномен, да го речем, или таа свадба, да речем. Се уште е атрактивна како... Не. Не, немате таков впечаток? Ја како се сеќавам како млад, тоа беше таму море од народ. Сега што има, ништо, чака очајници што ги викат. Не се чини ли дека еве можеме да стимулираме развој на туризам преку обичаи и традиција и во вакви настани? У оваа држава, во овој плурализам со вакви слободи граѓански, како што ги нуди демократијава, каде што постои закон за неказнивост и за грабеша, да не бидеш уловен, да не бидеш заробен, да не бидеш осуден, да ништо да не се деси, не. Значи, воопшто до сега за овие 35 години плурализам, се бетер и дам бетер. Значи, само знаеш како на филмот што беше Будала и побудала. Така и ова, значи, не иде нарно. А дека тогаш во времето комунизмот, дека комунисти ги забрануваа овакви манифестации, милион народ имало. Поздрав. Поздрав, благодарам за вклучувањето во Црвена линија и секако за вашите одговори. А ние понатаму ве прашуваме, постои ли можност, еве, според вас, каде што преку развој токму на и стимулација на вакви настани, преку кои што ќе се промовира традицијата, нашите обичаи, со кои што навистина оваа земја располага, да не зборувам секако и за пейзажите и она што можеме да го понудиме и географски. Дали некогаш и сте биле на галичка свадба, дали се подготвувате секако веќе овој викенд да ја посетите, да бидете дел од овој настан по кој што го препознава овој крај не само домашната јавност, туку секако и голем број на странски туристи. Инаку, почитувани, ова се дел од инсертите од минатогодишното собирање, се разбере одбележување на галичката свадба. Секоја година, токму јули месец е препознатлив по оваа традиција, која што навистина од година во година се труди преку разновидна програма, секако културна, и забавна програма да го представи и долови историското и традиционалното препознатливо за галичкото село, но и секако за овој крај. Добар ден! Добар ден! Дали некогаш сте биле посетител на галичка свадба и од тука да почнем? Не сум бил. Далеко му е од Гевгелија до таму додам. Симпатична. Кога збориме еве за гевгелискиот крај, постојат три места каде што можеме да доловиме обичаи и традиција преку кои што ќе поканиме многу туристи. Има некој блед фестивал детски каринка Дрнтан Јарина, за возрастни нема. Например, како што е Барселона, Рим, Париз, да има, да речеме, веселби во центарот на градот, да се играат, да свират. Не бина, што ќе не бина. Тука народот да застане, да заигра, да танец да има своја експозитира во сите градови. Тоа е нашето оружје, музиката, традицијата, гајдата, тапанот, зурлота. Тоа не клавирот и може кавалот и така. Значи да има манифестации секоја недела, еднаш барем неделно. И да има свадби не за двајца да уживаат, илјада да се радуваат. Да ве насмеам, едни ќе она дата, другите ќе се радуваат. А треба да има илјадници свадби. Разбираш?
Значи сегде, ајде да речеме овој месец да биде месец на свадби и државата да им помогне да ги плаќа трошковите или бесплатно некои услуги. Значи, како што да речеме во исламот има таму 10.000 плати од свадби таму некој. И така се зголемува наталитетот бе Миличка. Не е таа една свадба и румба-думба. Не. Така, благодарам многу. Секако поздрав за сите кои што не гледаат од Гевгелискиот крај. И еве, токму ни е драго што се вклучувате и секако од вас сакаме да слушаме, особено таму каде што ни се јавувате, дали крајот во кој што живеете, нели особено руралниот дел изобилува со, верувам, тоа секако е секогаш така кога станува збор за нашата земја и со обичаи и традиции, но дали сметате дека доволно се стимулира развојот на промоција на вакви настани и случувања со цел да се потекне и развојот на туризмот, бидејќи навистина низ нашава земја и како транзитираат голем број на странски туристи, секако овие настани особено ќе ги привлечат и домашните. Па возможно ли е да направиме еден ваков помасовен развој на туризмот, токму благодарение на промоцијата на културата, обичаите и традицијата? Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден. Благодарам. Па вака, јас ќе да кажам, не сум бил на галичката свадба, но никогаш не е досна. Може би некогаш ќе отидам, ако имам време, да доста сум возрасен. Меѓутоа, ние имаме многу знаменитости, али посебно галичката свадба е, што се вика со педигре. Од цел свет доваѓаат луѓе, од секаде доваѓаат луѓе. Интересно им се нашите обичаи, на каков начин се прославува таа, на каков начин се слави, како младоземецот, невестата, кумот. Сите тие обичаи се многу интересни и на светот можда и единствен начин, на ваков начин на славење, да речеме вклучување на брак, каде што се влегува во водите на бракот, каде што на некој начин, на тој начин и се слави, да речеме тој крај, како се на времето, како се влекувало во брак, на галички начин. Ми се чини дека тоа е доста убаво и како атракција. Ето, нешто друго е важалосно. Со тој крај е замрен, нема луѓе, не живее во некогаш имало многу народ, имало многу посетители од самите мештани, а сега само од гости и туристи, и тоа само на тој ден. После тоа се замира како да не било ништо, немало никаква свадба, немало ништо. Ми се чини дека сепак треба да му се посвети поголемо внимание и традицијата да не застане тука. Така, благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Сега ако продолжите да не следите до самиот крај, а почитувани ве подсетувам во продолжение оние на кои што вие полесно се разбира да учествувате во Црвена линија и сакате тоа да биде преку пишана форма. Просторот е секогаш Facebook, она што ви треба се профилите на Црвена линија, секако и профилот на Телма телевизија. Пишувајте коментари. Наскоро ќе почнеме и со читање на истите. Оно што денеска сакаме да дознаеме од вас, еве дали знаеме според вас да ги искористиме традиционалните манифестации за развој на туризмот, дали ги имаме и доволно се разбира вакви настани со кои што ќе заживее секој еден крај кој што во нашава земја и како е препознатлив по своји автентични обичаи и традиции. Дали тоа може да биде и потик не само за привлекување на странски туристи, бидејќи токму еве инспирирани од оно што веќе долги години се случува е секако галичката свадба, по која што ќе биде препознатлив месец јули во викендов кој што следува. Секако галичката свадба ја земаме како пример, бидејќи токму таа е такво случување во кое што со самото присуство се времето застанува, односно се префрламе во времето кога целосно се практикувала галичката свадба, односно да тоа изгледа автентично, онака како пошто и била препознатлива. Но се разбира, постојат многу краеви, ќе потсетам, кои што имаат своји автентични обележја, секако и традиција и во однос на свадбите, во однос на фолклорот и на што се не. Дали можеме еве на таков начин да ја заживееме земјата
собранијата и секако да пулсира во духот на обичаите и традицијата, привлекувајќи огромен број на туристи, вклучувајќи и нас домашните. Добар ден. Ајде, добар ден тие. Па еве, прво ќе почнеме од тука. Сте биле ли на галичка свадба? Слушај, многу пати сум ја гледал вака, да не речем преку екран, ама не сум бил, а сум имал желба да појдам. Имав еден мој другар кој што там го правеше свадба. Да ти кажем отворено, ете тоа. Јас се јавам од истокот, да ти кажем отворено. Вака, малку ќе бидам и не негативен, него малку ќе даваме на негативна критика. Во времето на социјализмот тие обичаи изгаснаа. Почнавме да трчеме по цивилизација, не по култура. Еве какови обичаи имавме ние на истокот. И исто такви манифестации, многу добро се сеќавам. Најпрво ќе дојдеа канаджиите, со карти, со такви работи, ќе канат. Потоа се гледаат најпрво младоженците, кој каков ќе биде, па се одеше од село во село, кај беше, ова како се вика, невестата, младоженецот, па имаше устрчњаци, па тие трчаа, доваѓаа. Таа свадба беше, да не кажам, да се снима еден долгометражен филм. Имаше песни, имаше месарии, имаше сватови, имаше кумови. Тоа се беше изведено по оној стариот обичај, да не кажам уште од времето од турско, може би така да пренесам. Пак ќе нагласам, оние социјалистички времења кои што дојдоа згасна, да не речем тие обичаи. А точно во право сте дека ако се спроведат тие обичаи ден денеска, ние ќе имаме далеко поголем број на туристи одека. Истокот беше многу богат со такви, да не кажем што, со такви, ќе речем, манифестации, обичаи, старински. Тука се носе исклучиво се носе они старите елеци, тоски, не ти знам што. Стварно пак ќе кажем, тоа е да се сниме еден долгометражен филм, ќе биде. Поздрав. Така, благодарам многу што бевте дел од Црвена линија и сега како што истакнавте, ете и источниот крај, западниот, јужниот, навистина секој едно катче, делче во нашава земја има своја сопствена автентичност. Ке потсетам секако и предели за паметање, но најважно се обичаи, традиција и култура по кое што е препознатливо. А сето тоа може да заживее на начин како што имаме галичката свадба, која што токму овој крај го прави препознатлив, динамичен во овој период од годината и привлечен си како за домашните, особено за странските туристи. Па, еве, дали знаеме да ги искористиме традиционалните манифестации за развој на туризмот и дали е време да ги заживееме нели обичаите и традицијата кои што можеби никогаш и како биле активни, но сега некако, како што рече гледачот, цивилизацијата направи и трката кон нистата да бидат подзаборавени. Добар ден. Добар ден. Од кој крај ни се јавувате, ве слушам? Се јавам од Куманово. Така. Сум бил повеќе пати, водам едно здружение, еве 15 години поред ја посетуваме оваа манифестација. За галичката свадба, добро. Па еве во Куманово постои ли можност да се направи нешто налик на ова кој ќе биде привлечно за туристи? Па еве се трудиме, ја водам едно здружение од областа Козјачија во Староногоричина општината и правиме една козјачко-бајловска свадба, така, во многу помал обем од оваа галичка, меѓутоа тоа е на манифестацијата бајловски свадби, тогаш доаѓаат луѓе, селеници и други кои што сакаат да ја видат таа традиција. Меѓутоа располагаме со многу скромни средства. Далеко сме од тоа дека можеме да одиме на тоа ниво, меѓутоа вакви манифестации според мене треба да има многу повеќе за да го покажеме културното богатство на нашата држава. Па ви се чини ли дека и знаеме да ги искористиме на вистински начин? Па се уште не. Веројатно немаме ни доволно обучени кадри кои што може тоа да го направат, меѓутоа како да немаме слухви од соодветните државни органи кои што треба да поттикнат такви манифестации кои што се ете начин да привлечат домашни, па секако и странски туристи кои што еве ми се чини во помал број овие години доаѓаат, еве 15 години, еве сега во недела пак ќе одиме со 30 на луѓе од Куманово. Многу ми е драго пред се што споделивте токму од ваш агол и вашето искуство кога станува збор за Кумановскиот крај и активностите со вашето здружение.
Ќе потсетам правилото на црвена линија 90 секунди, но и ќе го потсетам гледачот, а и секој еден од вас кој што сакате нели да се доискажете, сега ако сте добре додени, повторно да бидете вклучени во црвена линија. И ќе ве упатам да не заборавите, се разбира, вашето учество е забележено и споделено со гледачите на црвена линија и преку вашите коментари кои што можете да ги пишувате на нашиот профил на црвена линија, конкретно под објавата на нашата тема. Како и да е, ќе потсетиме дека долги години всушност продолжува традицијата и негувањето за она што представува галичката свадба. Овогодинешната, сега кој е во центарот на вниманието е токму се галичките младоженци, тоа е Александар Пендаровски и Мартина Михајлова. Нивниот избор носи и посебна символика. Тоа е нешто што е интересно за оваа година, бидејќи годинава се навршуваат точно 35 години од првата современа галичка свадба, која што е одржана во 1991 година, кога биле венчани нивните родители, односно родителите на Александар. На тој начин нивното учество представува продолжување на едно семејно наследство и силна поврзаност со галичник и неговите обичаи и традиции. Нашата земја е преполна со обичаи и традиции, како што и напомена секој едно рурално катче, особено секој еден крај си носи своје обележје, своја традиција, секако и своји навики и своја култура на постоење. И сето тоа може да биде секако многу привлечно не само за домашните, туку особено за странските туристи. Па дали според вас знаеме да ги искористиме традиционалните манифестации за развој на туризмот? Добар ден. Добар ден. Од кој крај ни се јавувате? Добар ден. Добар ден, од кој крај ни се јавувате? Од каде ни се јавувате? Се јавувам од најубавиот град во центарот на Македонија, од Текјучијата, од Кавадарци. Така, па еве како е во Кавадарци? Најбогати градови во Македонија. Така, еве Кавадарци, имате ли вакви обичаи и традиции кои што се промовираат? Ние го имаме Грозоберот толку години. Кавадарци, Грозоберот. Добро. И други работи. Сум бил еднаш на галичката свадба, у Галичник. Тоа капата да ти падне, оседнаш да не отидам таму. Тесен пат не се разминуе. Само што пристигнавме, цури крадате мои да се поминишме. Како в Галичник, тоа е бок и за леѓа таму бе. Злато, Кавадарци, како в Галичник и други. Ајде ве кажете ми дали доволно... Ве молам. Да не отиде човек таму. Слушајте ме сега. Дали знаеме и ве да искористиме како држава традиционални манифестации? Знаеме ли да ги искористиме традиционалните манифестации за развој на туризмот? Кој е развој на туризмот? У Охрид. Кај на други и дојдеш има. Како ти Галичник бе? Ти кажам ја таму пари да ми давате одов. Тоа е бок и за леѓа. Дојден, Охрид, имаме и други места, не Галичник. Па дали доволно ги стимулираме и другите места и обичаи за да привлечеме туристи? Тоа е прашањето. Не ги користиме доволно. Така, тоа сакавме да слушаме. Благодарам многу, навистина ми е жал, вие велите немате убаво искуство, но секако секој оној кој што бил на галичката свадба, секако сте поканети. Тоа е само, се разбира, потек за денешната тема, бидејќи се разбира наредниот викенд ќе биде целосно во духот на оваа традиција, типична за овој крај, кој што привлекува и домашни и странски туристи. Но секако, ќе потсетам, ние сме пребогата културно-традиционална земја. Ние навистина можеме секој едно катче во земјата да го направиме динамично и секако да зборува во името и во духот на минатото и со тоа да привлекува многу и странски, но и домашни туристи. Па дали знаеме ве да искористиме традицијата за развој на туризмот? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, од кој крај ни се јавувате? Јас се јавувам од Овчеполието. Еве, како постојат ли вакви манифестации, настани? Постојат во порано време во нашите села се носеше посебна
носија тоска, се играше, пример, многу доброто овчеполско оро, младоженците исто така се идеше по невестата во саботата, па свадбата траеше од четврток замесок, па до вторник траеше свадба. Тоа беа така овчеполските традиции. Али еве и сега, јас сум во Свети Николе, пример, има посебна манифестација културна Тодоричка сабота, Тодорица. Еве колку е посетена, дали може многу повеќе да се направи, да има и странски туристи? Може. Еве, да речем, во Свети Николе, Тодорица, тоа се негден паѓа во почетокот на март, после прочка таа првата сабота. И да речемо, има учество на повеќе од 20-30 културно-уметнички друштва од регионот, мислам, од Бугарија, од Србија, од Црна Гора, од Босна и така натаму. И тука стварно се држи една добра манифестација културна, има посета на доста туристи, домашни и странски. Убаво е тоа. Ја мислам како културно-уметничка културно манифестација е многу убаво. Ете, тоа е работата. Така, благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Подсетувам, бидете активни и на Facebook. Еве, ќе почнеме со она што го напиша Жан како одговор на нашето прашање, дали знаеме да ги искористиме традиционалните манифестации за развој на туризмот. Жан напиша: здраво Тина, туризмот има многу гранки. Планински, здравствен, воден, историски, со традиции, обичаи и многу други. Во комунизмот имаше караван со автомобили на лалето од градот Катвајк, Холандија, до Охрид и во комплексот Горица се правеше парк од лалиња. Имаше прошетка со магариња на планината Галичица со традиционални јадења и слично. Се замре. Инвентивноста згасна, сега се оставено на туристичките агенции кои сакаат само да земат, а ништо да не дадат. Благодарам многу, Жан, за учеството во Црвена линија преку коментари. Подсетувам, пишувајте ако тоа ви е така полесно, но секако сите сте добре дојдени пред се со цел да ве слушнеме, па овој пат и како домашни туристи. Дали знаеме, еве, според вас, да ги искористиме традиционалните манифестации за развој на туризмот и дали, еве, може би со тоа ќе го потикнеме и домашниот туризам, односно ќе ни биде понудено нешто во кое што секој дел од земјата ќе заживее на еден свој автентичен, традиционален, преку обичај начин. Добар ден. Добар ден. Убав ден во Црвена линија сте. Благодарам. Луѓето не разбираат што е суштината на темата, зошто е традиционално и зошто да го ставиме како туристичка атракција. Немало пат за Галичник, па нека се качи на коњ и оди од Кавадарци до Галичник, ќе биде традиционално. Што се као на авион да му пуштиме да лета? У Кавадарци нека отворат ден на пијаници, ќе биде традиционално. У Галичник имаме свадба на Петровден, затоа што тогаш пецелбарите се враќале и се мажеле, се женеле и правеле свадба, а не за патот сега ќе збориме. Па нека се обеат Кавадарчани, пат нека направат автопат за Галичник. Они се богати, имаат вино, ракија. Знаете, тоа е висока цена. Бог да чува народов, крајот не му се наоѓа. Еве, според вас, дали постои начин или доволно можности да се заживее секој едно каче во земја? Да, постои начин, не е виновен социјализмот. Впрочем, овие традиции останале од социјализмот. Може во секоја општина, во секое населено место да се направи нешто што се правело порано, што е автентично за Македонија и за македонецот. И за тој крај да речеме. Јас сум од Драчево, сум била на галичка свадба. Драчевци можат да направат. Впрочем, они после на втор ден Велик ден имаат некоја традиција адет, што да покрсти, тоа го има документирано, ама може и да направат нешто во налик на галичка свадба, затоа што Драчевци имаат убава народна носија, имаат убави обичаи. Јас имам 3 сестри мажени за Драчевец, аз. И знам како се правеле тие свадби пред 30-40 години. Благодарам многу, драго ни е што ви имавме во Црвена линија и секако благодарам и за одговорите кои што ги дадовте. Добре дојдена сте секако и вие да се надополните со ново вклучување. Продолжуваме понатаму и секако продолжуваме со прашањето до сите вас.
Дали знаеме да ги искористиме традиционалните манифестации за развој на туризмот? Добар ден. Добар ден. Од кој крај ни се јавувате? Од Штип. Еве, Штипјани се препознатливи по многу нешта, но еве, дали доволно се инвестира во тој крај, особено руралниот крај на Штип, за да има манифестација која што ќе привлече и странски, но и нас како домашни туристи? Па видите сега, ако веќе бидеме константно релативно реални, Штипјани веќе ги нема, си иселија, сега има дошлаци, а секој град си има своја традиција. Тоа го знаем. А традицијата знае се кога била фиктивна, кога била социјализмот. Кога бил социјализмот, значи се согласувам со претходната гледачка. Тогаш не гледале ни автопати ништо, значи сепак секој град си имал своја традиција, не само галичник, имало и пијаничка, и свадба и разни други работи, да тај малку поопширно да погледнеме. Проблемот е во тоа што 80% од народот, 140 села веќе згаснаа во Македонија, сите станаа градски и традициите згаснаа. Не е само да се фалиме со носиите. Нема веќе, нема кој да ги прати традициите. Многу отидоа на европски бренд, а горе кога ќе дојдат кај мене во Европа, се изгубени во просторот. И си го гледам од страна и си викам, ове сигурно македонец. Штом гледа нагоре во небото, не знае кај да пати. Важно, ние сме во странство. Многу работа има за кажување, еве ви кажувам, и Штип има своја традиција, али веќе згасна, пошто Штипјани си иселија. Еден сам и јас од тој, што сум се иселил. Благодарам. Да кажам, бидете ми поздравени. Бидете ми поздравени и секако драго ни е што се вклучивте во Црвена линија и што секако не следите без разлика на тоа што сте иселени и секако што дадовте одговор на нашите прашања. Еве можевме почитувани да слушаме од повеќе агли, повеќе одговори. Продолжуваме понатаму и продолжуваме со истото прашање. Па знаеме ли да ги искористиме традиционалните манифестации за развој на туризмот? Има ли надеж еве да се почне, ако веќе нешто е стопирано, се почне од нула и секако на еден таков начин да заживеат особено руралните средини, кои што ќе бидат привлечни за домашните и особено странските туристи. Добар ден. Јас сум повторно. Ако, повелите. Добар ден. Добар. Секако дека има, се сложувам со господинот Димитар, дел од селските средини поготово, па и градските се иселени, меѓутоа може да се организираат, да се вратат и да си направат тоа што се правило некогаш и да биде тоа туристичка атракција, да се привлекуваат гости и од тука и од надвор. Меѓутоа ние треба да видиме сложни, а не партиски разделени. Во таква работа нема партиски поделби. Кога ќе се направи таа традиција што се правило во минатото, треба сите, без разлика кој ќе дојде во општината на власт. Секој треба да придонесе. Нема да прашуваме од каде си, што си, него така како што правило. Конкретно како што спомнам во Драчево, има луѓе што знаат и точно како се организирало сето тоа, и услови има, и луѓе има, и средства има. Впрочем, Кисела вода, Драчево под Кисела вода е поголема општина. Еве се дискутирало ли, се давало некаква иницијатива тоа да заживее на таков начин? Јас само на медиум сум кажувала. Пошто не одам јас нигде, не се движам, тешко се движам со бастун. Со луѓе сум зборувала вака што доаѓале кај мене некогаш, да. Јас имам народни носија, имам и материјал за да се направи народна носија. И знам како се прави народна носија. Ако некој сака да му покажам. Само јас немам сили тоа да го направам. Инаку, знам многу луѓе во Драчевото што знаат тоа да го направат и што... Така, благодарам многу за вклучувањето. Даниел Петковски напиша, за да го развиеме туризмот во Македонија и да имаме туристи од целиот свет, треба силна реклама на сите медиуми во целиот свет за туристичките места во Македонија. Почитувани, дојде времето да ги погледнеме рекламите, но останете со Црвена линија, ќе ги соопштиме потоа и резултатите од анкетата. А
Ајде сега да погледнеме какви се резултатите од денешната анкета и сега кога ќе ве потсетам уште во овој момент за следите на Инстаграм, значи Црвена линија и Телма телевизија и веќе од понеделник учествувате во новата анкета. На прашањето дали некогаш сте биле на галичка свадба, со да одговорија 31%, со не одговорија 69%. Останува да ви се заблагодарам што не следевте и сега кој што го креиравте со вашето учество ова денешно издание на Црвена линија. Ние сега во нашиот стандарден термин се гледаме од понеделник, но не заборавајте постојано да кликате на telma.com.mk да се информирате и секако уживајте во програмата на Телма и она што следува. Довидување од мене.